трета година политички студии. По дефиниција, просперитетни и стабилни општества се оние кои се темелат на човекот, како слободен граѓанин, силните економски субјекти и ефикасните политички институции. До пред 20 години постоело општество кое било недемократско со неефикасна економија. Затоа постоела согласност дека истото треба да замине во историјата. Очекувањата на голем број граѓани биле големи за промените кои предстоеле. Сметале дека светлата иднина е многу близко. Но за жал, заедничката куќа ја растуриле, материјалот го расфрлиле, а пак нови темели не изградиле. Новонастанатата ситуација донела демократија на хартија, приватна собственост, нов демократски систем. Но наспротив ова се појавиле стечајните работници, пропаднатите штедилници и заробените девизни заштеди. Од ден на ден паѓал стандардот на граѓаните и тие малку ефикасни економски субјекти се соочиле со потребата од нивното затворање. Во сенката на овие случувања, како паралелни процеси, се случуваат процесите на лажни емигранти, земање на државјанство од соседни земји. Неверојатна бројка од стотици илјади македонски граѓани во овој период се патуваат кон Нов Зеланд, Америка и Австралија. Десетици мултинационални компании беа особено заинтересирани за високообразовниот кадар. Имињата на недобрите студенти се наоѓаа во нотезите на нивните скаути. За недобрите се доделуваа стипендии или пак работни места. Македонија стана рудник на ефтин образован кадар. Често пати се прашувам дали некому му одговараше ваквиот развој на настаните. Мојот одговор е да. Со одливот на недобрите од земјата остануваат само попросечните луѓе, кои се навикнати да дојдат преку своите цели, преку заобиколен пат, врски. Често пати се прашувам дали некому вистински ова му одговараше. Мојот одговор е да. Успешните отстапија пред неуспешните, па кораците држија билет. Билет само за еден правец. Станаа современи печалбари. Дали пак ќе се повтори историјата кога пред 100 години реки луѓе ги напушта овие простори? Дали пак ќе се повтори сликата кога нашите печалбари се враќаат тука, изнамачени од белосветските газди? Мојот одговор е да. Затоа ви велам, скинете ги и фрлете ги билетите. Доста беше вработување со партиски книжки или пак непотизам. Нека вашите најсилни препораки бидат со труд, стекнати знаења и дипломи. Зад вашите дипломи нека не стојат политичките партии или пак вашите мобилни родители. Зад нив застанете самите вие. Затоа што едноставно можат се да ви одземат, но знаењето никогаш.